Повелете. Благодарам на поканата, професоре. Добро вечер на сите. Честни што сум дел од овој панел. Значи, сега тука малце дивергираме нели со криптовалутите, меѓутоа можеби е интересен момент затоа што сме сведоци сега на голготата што преживуваат криптовалутите во светот. Значи имаат проблеми криптоберзите, капиталот се сели бега од криптопазарите. И сега добро е да се подсетиме на ветувањето на легендарниот веќе Сатоши Накамото во врска со биткоинот, односно со неговите почетоци, и дали тој white paper што он го представи во 2008 година, навистина сега нешто, да кажам, има тие ветувања што беа таму дадени, дали се реалност или не. Значи 2008 година по колапсот на Lehman Brothers и почнувањето на финансиската криза во САД, негде кон втората половина на 2008 година Сатоши Накамото онлайн дистрибуираше како еден документ кој што можеби беше така и поопширен, меѓутоа нели суштината беше дека он како онлайн лик смета дека централните банки ќе преидат кон процес на печатење на валута, значи ќе започнат со интензивно впумпување на ликвидност во економиите кои што беа ранети од финансиската криза, односно средствата кои што ги снема или кои што се изгубени дека ќе ги заменат со нова ликвидност. И сите токсични хартии од вредност кои што практично станаа безвредни ќе ги откупат и ќе впумпаат нова ликвидност, односно на крајот на краиштата ќе дојде до печатање на пари и со тоа ќе се ризикува вредноста на валутите. Значи евро, долар, сите централни банки од развиените економии. Со тоа Сатоши Накамото кажа дека губи доверба во централните банки, дека он сега нуди алтернативно решение во биткоинот како чувар на вредност кој што ќе биде резистентен на инфлаторните притисоци кои што очекува да се појават во наредните години и дека ќе биде еден вид на заштита на обезвреднување на капиталот на инвеститорите. Значи така почна таа приказна во 2008 година и точно дека централните банки преминаа нели на политиката на quantitative easing и на ексклузивно ниски каматни стапки, меѓутоа инфлација во следните години, 10 години не се појави. Мислам, имавме некој процес на ниска инфлација, дефлација, кој што беше на некој начин променлив и траеше подолго време. Сега би ја шернал и тука, ако може, само момент, цената на биткоинот како се движеше во тие периоди, да добиеме така по јасна слика. Само ако може да видиме пократки со времето, бе? Да, јас на брзина ќе го објаснам. Тоа мислам сега се гледа, нели? Значи ова е цената на биткоинот за целиот период инфлаторно-дефлаторен, ниска инфлација, дефлација од 2014 и предходно, цената на биткоинот е ниска, што значи дека она што го вети Сатоши Накамото, кој што пате нели во меѓувреме се испостави дека како лик не постои, дека е само онлайн лик, дека веројатно е група на луѓе кои што стои позади овој проект. Значи неговото ветување за заштита од инфлација не можеше да биде тестирано на некој начин, бидејќи немавме висока инфлација, таа не се појави. Затоа и на некој начин и цената биткоинот, да кажеме, живуркаше и со цената имаше ниска цена, значи почна од 90 центи па идеше нагоре по полека и така натаму, со тоа што првиот предизвик доаѓа во 2018 година, значи тука гледаме како еден шпиц, кога имавме појава на инфлација во Соединетите Американски држави, односно во Америка. Тоа траеше нецели година и пол, две, пикот беше негде 3%, инаку во просек беше околу од 2 до 2,5% таа инфлација, со тоа што Фед започна да ги зголемува каматните стапки и дојде до 2,50. Меѓутоа се покажа дека таа инфлација е транзиторна и набргу тука потоа настапи и короната, Фед онново ги пресече каматните стапки, со тоа што гледаме дека и цената на биткоинот падна. Значи, овој прв тест може да се каже дека помина позитивно. Појава на инфлација, цената на биткоинот расте. И тоа за тогашни услови неговата цена порасна драстично. Значи, се гледа и од самата крива, нели?
тој некаде од 3-4 долари за биткоин набрзо отиде на 20.000 долари, кој што беше пикот во тоа време, значи врвот. И потоа одново, значи како настапи периодот на корона, Фед одново ги скрати каматните стапки, значи дојде пак во коридорот 0.025, цената на биткоинот падна. И сега имаме следен предизвик, значи после короната 2021 година, веќе на почетокот на 2021 година започна се појавува инфлацијата. Веќе во мај месец 2021 во Соединетите Американски држави веќе надмина 5%. И гледаме тука исто така дека согласно тоа што на очекувањата кои што настанува, Фед најави дека ќе започне да ги крати фондовите за откуп на хартии од вредност предвремено, како прва мерка. И тука гледаме дека биткоинот започнува да расте. Значи започнува да расте и тоа со едно солидно темпо, да не кажеме брзо темпо, и во наредниот период, значи летото, се до крајот на 2021 година, тој некаде во ноември, значи некаде пред една година точно, го доживеа пикот од 69.000 долари за еден биткоин. Ова што ја гледаме фигура тука е многу интересно, затоа што тај од аспект на техничката анализа покажува дабл топ. А дабл топ е фигура која што покажува дека набрзо се ближи пресврт, со тоа што нели овој пресек помеѓу двата шпица се нарекува неклайн, кој што кога ќе биде пресечен процесот се забрзува на промена на трендот. Што се случи на крајот од 2021 и 2022, што да кажеме ја сврте среќата на биткоинот и дојде до негов голем пад. Значи тука мислам дека се два фактора. Значи одново во декември месец 2021 година стана јасно, Фед со нивниот состанок на крајот од 2021 најави дека во текот на 2022 не е доволно само кратењето на капиталот што го впумпува како свежи средства во економијата на САД, туку дека ќе започне со политика на зголемување на каматните стапки. Bank of England веќе стапи во акција во месец декември 2021, а потоа и ред други централни банки. Со тоа што Фед првото покачување го направи во март 2022 година. За потоа да направи една интензивна кампања на зголемување на каматните стапки. Значи, сега за разлика од овој претходен шпиц што беше 2018 година, зголемувањето на каматните стапки доби глобална димензија. Значи не почна само Фед да зголемува, туку почна и останалите централни банки, скандинавските, Royal Bank of Australia и така натаму. И ЕЦБ исто така, ЕЦБ беше воздржан, они на крај да кажеме, можеби почна најдоцна да ги зголемуваат каматните стапки, меѓутоа и тие најавија дека ќе внимаваат на пазарот што се случува и дека ќе реагираат соодветно. Значи сега тука имаме координирана акција на зголемувањето на каматни стапки плюс зголемување на цената на електричната енергија и тоа рапидно. Значи веќе во декември месец 2021 година почна да се појавуваат бројки од 400 евра за мегават час и така натаму, што според моје мислење е исто еден фактор во блокчейн технологијата, бидејќи во нејзиното функционирање се трошат големи количини на електрична енергија и самиот процес на конфирмирање на трансакциите зема големи, значи таа потрошувачка е огромна. На годишно ниво, да кажеме, за конфирмација на биткоин трансакциите се троши струја, колку да кажеме некои помали економии држави целосно што трошат за една година електрична енергија. Значи тука имавме зголемување, она дабл дигит зголемување кај електричната енергија. Тоа не беше 10 или 20%, имавме 300-400% раст на цената на електричната енергија. Што моје мислење е дека овој фактор, оние што се биткоин мајнери или копачи, па инвеститори, ги исплаши за иднината на биткоинот, односно за неговата рентабилност. И ги преалоцира своите средства веќе во, да кажеме, во врзниците кои што одново станува примамливи, и американските врзници од останалите економии. Така да дел од инвеститорите избега загрижени за иднината на биткоинот и тоа доведе до негов акцелерирачки пад. Значи како се придружуваат централните банки, на крај нели со ЕЦБ во таа кампања на зголемување на каматните стапки, инвеститорите ги реалоцираа своите средства кон побезбедни активи, односно криптопазарот го напуштаа.
Што можеме да заклучиме на крај на брзина, дека Сатоши Накамото, ветувањето на Сатоши Накамото не е исполнето на крајот на краиштата, затоа што, нели, тоа што инвеститорите го очекуваат да бидат заштитени од инфлацијата, искочи обратно. И капиталните загуби се огромни на криптоинвеститорите, со тоа што еве гледаме дека и некои берзи имаат проблеми на функционирање, на исплата на вложувачите, од едноставна причина тоа што тоа е на некој начин, нели, тоа сме го, јас кој имам и дебатирано и порано и на телевизија, дека јас сметам дека тоа е една пирамида. И пирамидата кога ќе започне да се руши, секогаш исплатата оди многу тешко. Гледаме дека FXT е неликвиден, фалат 8 милиарди долари и остануваат на тамошните предизвици во смисол на тоа што и високата цена на електричната енергија, меѓутоа и биткоинот како концепт во следните 2 години наградата за неговото копање ќе се намали за двојно. Значи самиот концепт на секои 4 години наградата на копачите ја намалува за двојно. Сега е 6 биткоини за потврден пакет, за 2024 ќе стане 3 биткоини. Што дополнително неговата рентабилност ќе загрози, а и иднина.